Медиумско-експертските хемичари кои што со производство на партиски пропагандни деривати ги полнеат танкерите на поделбата и од нив со шмркови прскаа запаллива стигма врз секој што ќе помисли да го отвори резервоарот на вистината. Изгледа конечно сватија дека на голем број од оние за кои беше наменето, веќе не сакаат да го користат погонското гориво, кое тие, низ рафинирана дебата, им го точеа. Народот не пие нафта. Разбудената свест за димензиите на загадувањето толку многу ги разгневи златните серебролюбци кои избегнувајќи политички и самоубиствен атак врз граѓаните. Вината за референдумскиот неуспех на финансиски изгледа издашно прокниженото парафирано труење на сопствениот народ. Во напад на хистерија ја префрлија врз човекот кој изгледа легнува и се буди, баш и само со Македонија во мислите. Зошто не кажат колку пари добија од Сорос за да ја прават оваа кампања? Зошто не кажат колку средства добија луѓето што се обучуваат во Виена за герила акција против изградба на рудници? 6 луѓе од Баландово се обучували во Виена за да прават герила акција против изградба на рудници. Во Баландово, Бојло, сега во последниве 6 месеци се тоа. Стимулирањето на ваквата странско-службашка релативизација на појасно здравје изразениот протест против деградацијата и дехуманизацијата на животната средина, својата политичка инструментализација доживеува кога низ визирот на режимските апологети, со изгубена единица мерка за веродостојност се конструира нова груба измислица и за другиот архинепријател. Кој ти го каже дека еве сега, значи во сега која беше, еве сега, пошто дели средена е ситуација, признате таа шофери, ќе се формира што е можно побрзо влада и да се побрзо да се прими Македонија во ЕУ и НАТО, пред се во НАТО, бидејќи тоа е САД, евроатлантските асоциации, под ново име. Значи тој го каже. Подгревањето на атмосферата преку ваква класична манипулација наменета за оние кои натаму се лажат со вкусот на нафта во устата, а немаат вода во очите, сервирана како божем експертиза, се случува и со третата фама, онаа за поделбата на татковината. Пошто представата добива целина, а толеранцијата ја надминува границата, па природно и разбирливо, наместо со осуда, благонаклоно се гледа на агресијата. Многу нормално е. Физички закон е акција и реакција. Следуваше молневито реакцијата на граѓаните на Република Македонија, влегување во собрание да се спаси што може да се спаси. Таа морална ерозија која се случува во име на црквата Македонија на која демеки се крста. Своја псевдоверослужба има во храмовите од Белизе во кои свештениците ниту знаат колку пати е таа спомената во канонските текстови, ма затоа, почитувајќи ја партиската религија, си пишуваат требници и си прават обреди за покаяние за сите оние кои се здружиле со несветото тројство. Да се помолиме на сите тие кои наистина ден денеска се дружат со нечестивиот и сакаат ова света библиска држава да ја снема од картата на светот или од Светото писмо, но велам тој што го напиша со тој ракопис не може никој да го смени. Тоа име Македонија е 32 пати се најдува во Светото писмо и нема шанси некој да го избрише. И на крајот, откако ќе заврши тропарот, почнуваат да се тресат коските. Дали би дале амнестија некому доколку ви ветат дека понатамошниот трансфер на власта ќе оди многу мирно? Кој тоа смее да го вети? Сам татко ми ќе ми скрши нозите дома. Како да ви кажам, аманте? Ако раката на ВМРО се сметаше за долга, изгледа дека онаа на тато е тешка.